Интересна работа што пред да му биде даден мандатот утре, тој доставува, нели, како ова ќе биде прво преиспитување на двотретинското мнозинство, колку што знам, така? Или на мнозинството на Мицко? Мицковски нема двотретинско мнозинство, Нема. Мицковски има 78 пратеници во моментот. Добро, во ќе видиме. коалиција. Друг момент сакав да потенцирам, а тоа е што сега го доставува законот за измена, нели, за министерствата, за да може да им удоволи на коалиционите партнери. Што тука, значи, сепак е партискиот и неговиот личен интерес пред интересот на граѓаните. Па нормално. И јас би сакал сега уште еднашка да повторам што е она кое што овој закон го опфаќа, каква е таа реорганизација. Би сакал накратко да ве запознам вас, медиумите, нормално граѓаните и македонската јавност. Имено со овој нов закон се предвидува, кој што е веќе доставен до архивата, се предвидува да бидат формирани или реорганизирани определен број на министерства во рамките на самата влада. И тоа, еве, ќе започнам со Министерството за економија и труд. Министерството за економија и труд практично ќе биде министерство кое што ќе ги опфаќа дел од ингеренциите на старото Министерство за економија, а на тоа министерство ќе му биде додаден сегментот труд, за да можат работодавачите и работниците да бидат во едно место и да можат на тоа место заедно да ги реализираат своите права, диалог и така натаму. Така што Министерството за социјална политика и труд, кој што беше досега, ќе биде сега Министерство за социјална политика, демографија и млади. Агенцијата за млади и спорт, која што постоеше досега, нема повеќе да постои, и ќе имаме посебно Министерство за спорт. Исто така делот надлежностите кои што ги имаше досега Министерството за економија во делот на рударството и енергетиката ќе бидат дел од надлежностите на новото формирано министерство, тоа е Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. И исто така би сакал да напоменам дека дел од ингеренциите кои што ги имаше Министерството за економија, посебно во делот на туризмот, ќе бидат сега присоединети до новото министерство, Министерството за култура и туризам. Ке имаме ново министерство кое што ќе има задача да спроведе еден многу важен проект, кој што ќе зголеми транспарентноста во дењето на правото, ќе намали основаното сомневање за корупција во рамките на администрацијата. Тоа е ново формираното Министерство за дигитализација, кое што во суштина ќе ги наследи обврските кои што ги имаше до сегашното Министерство за информатика и информатичка технологија и администрација. Ке имаме исто така едно ново министерство, тоа е Министерството за администрација, така што мислам дека со една ваква реорганизација ќе добиеме на ефикасност, ќе добиеме осовременување на самата влада и ќе добиеме пред се она кое што го ветувавме за време на кампањата, а тоа е да го подобриме животот и стандардот на сите граѓани во Македонија. Ете, да се подобри стандардот на сите граѓани на Македонија. Посебно со Министерството за рударство, енергетика, рударство и минерални суровини. И култура и туризам. Култура и туризам, економија и социјала, Значи, економија и труд. Од економија го трга рударство, минерални суровини и енергетика. Посебно. Да. Носечките и И му остава остава труд. само индустријски политики и трговија. И труд. И труд. Труд, знаеш што е, штрајковите му ги оставува кај него. Туризмот му го зима, значи ова да си министер сега за економија е исто како да си, како да кажам, собственик на пилјара. Е, толку ти е силата тоа министерство. Тоа е тралалавиче министерство и не гледам каква врска има туризмот со културата. Само туризам во делот на тие културни
А туризмот е поширока гранка, Значи, не е само културата е културата. дел од Туризмот би општествената надградба, а туризмот е дејност, економска дејност која што е логично. Да, би било положено економија да биде. Да. Да. Вајде ова, мене ме интересира кој ќе го земе Министерството за рударство, енергетика и минерални суровини, веројатно А што прави на Министерство Влен ќе го даде. покрај она за информатичко општество, За дигитализација. за дигитализација се оведува и за администрација министер, тоа да ги контролира вработувањето. Таму знам ќе го добие тоа министерство. Тоа значи дека ќе ја зголемуваат администрацијата, охо-хо. Да. Таму ќе добие знам министер, колку што знам јас, а и знам партијата ќе добие еден министер таму, а што се ова за рударство, енергетика и минерални суровини баш ме интересира кој ќе го земе тоа министерство. Дали ќе го земе ВМРО ДПМН, знам или Влен. За кое? За енергетика, рударство и минерални суровини. А што збориш? Ќе кажи кој е око да ти извади Христијан да ти го даде рударство и енергетика. Зашто Око Па кој е енергетиката му е. Не знам. Абе како? Негово поле Абе, за со клешти да го работење. кинеш нема да ти го даде, што збориш ти? Ајде, еве. Он око. рече дека ќе гради партнерски однос со неговите коалициони партнери. И па сакал Ќе партнерски. барти партнерски однос со бизнис пријателите во делот на енергетиката. И затоа го со прави клешта да посебно. го кинеш енергетиката и рударството не ти ги дава. А минерални суровини? Све тоа, А, све тоа, але окей. су замен. Але су замен ќе Да. Интересна работа што пред да му биде даден мандатот утре, тој доставува, нели, како ова ќе биде прво преиспитување на двотретинското мнозинство, колку што знам, така? Или на мнозинството на Мицко. Мицковски нема двотретинско мнозинство, Нема. Мицковски има 78 пратеници во моментот. Добро, во ќе видиме. коалиција. Друг момент сакав да потенцирам, а тоа е што сега го доставува законот за измена, нели, за министерствата, за да може да им удоволи на коалиционите партнери. Што тука, значи, сепак е партискиот и неговиот личен интерес пред интересот на граѓаните. Па нормално. Од тоа како ќе, односно од овие 20 министерства ќе му зависи владата на Мицко. Овој закон денеска го поднесе Да. за реорганизација на владата, го поднесе Мицковски во собрание, за овој закон му требаат 2/3. И Значи, затоа двотретински левица, е законот, 2/3 му треба да биде изгласан и му треба поддршката на левица. И Левица вика, важи, нема проблем, ќе го гласаме законот, ама ако вие поддржите закон за една изборна единица. Инаку нема. Инаку не. и И сега останува да видиме дали некој од СДСМ или од ДУИ ќе се охрабрат да го гласат. Нив не им е лошо да го изгласаат законот, можеби. Зошто? Утре ако бидат они власт, па ќе имаат они 20 министри. А они утре ако бидат власт, пак вака сами ќе се изгласаат. А нема да им одговара. Не знам зошто би една изборна гласале единица. за. абе што збориш? Да. Како? Што министер ќе бидеш за администрација? Знаеш што е? Од сите места како ти барат вработување да им ги одобруваш, да подпишуваш. Скретничар. Која администрација и Па онака нешто е треба скретничар на намалување на програма, ама ќе му администрацијата. одговара. Што министер си? Ке те возат со некоја уди скапано и И на ДУИ, И голема работа. и на ДУИ, и на СДСМ им одговара да го гласат законот, утре ќе имаат еден таков министер, небитен ќе го дадат на некого од коалиција. Ќе им биде као Виде, зашо да не, ќе им ама биде да- на конто да го делат. Ако Мицковски заборавил, ја мислам дека и гласачиве немат заборавено. Беше работава дека ќе се скратат министерството и администрацијата. Така ќе Сега гледаме нешто друго. не знам ова како се вика предучилишната градинките одат во образование исто, што е логично. Да, да. Да, претходно беше во труд и Ја не знам социјал. боледувањата дали ќе се одат во здравство. Значи социјалната заштита во тој дел. Да, тоа мислам дека го немат ни размислено. А Боледување- логично е дека треба да одат боледувањата нема таму. логика, нема логика, пазите. Боледувањата треба да боледувањата се во здравство, мислам. Да, комисија има. Боледувањата се Комисија социјална за. заштита и таа треба да се дојде под Министерство за труд и социјална политика, а инвалидските пензии треба да одат во Во здравство. здравство, да. А не обратно како што се. Да. Бидејќи Да. здравствените работници одлучуваат дали некој инвалид и дали треба да оди во инвалидска пензија. Да.
А боледување треба да се дојдат во Министерство на труд и социјална. Таравари најави дека најверојатно ќе биде министер за здравство. Да. Нели? Таравари беше човекот кој што Ама сега сака ако може да биде градоначелник и да. Он И би да министер, биде и министер, ама да не треба луѓето да гласаат повторно во Гостивар. Сега како најверојатно ќе биде министер, а нема да гласаат луѓе, не знам. Они може да изберат еднаш ВД градоначелник, 6 месеци да биде ВД на Гостивар, ама после мора да има избори. Не знам како би било тоа. а ќе го одгореат година и пол. Да, ќе го Е, па како не е пролонгираат закон А некој за 6 голем месеца нова година, после нова година више влегуваме во во изборна година, да. локална година. Аха. Ете, Таравари кој што нели беше според ВМРО ДПМН и Мицкоски беше бандит, човек кој што земал мито и корупција, кој што добил Ефтина куќа од Тафталеџа зала. да, кој што купил куќа, кој што добил куќа на подарок од Пуцко, луксузна во Тафталеџе. Така вика, сега е добар албанец кој што треба да биде министер за здравство. Пуцко има осет, се инвестира на време. Во едната власт. Вложува. Ете. Ама не ми е сега чудно како овие од ВМРО ДПМН па го немаат проблем со тоа. Абе, тоа е додека си опозиција, кога си на власт, после Поинаку се гледа и поинаку си ги разбрали, така. Да. Пошто они додека беа у опозиција вика и дека Македонија, Република Македонија немале да користат друго име. Дека ќе го врателе името Преспанскиот, ќе го раскинеле договорот со Бугарија. Од раскинувањето на Преспанскиот, сега немаме ништо, имаме почитување на Преспанскиот, а само внатре во државата Мицковски ќе се избори за Македонија. Да, ај пуштете го тој да види Мицкоски како Да. вика дека Преспанскиот договор бил реалност. Да видиме. Мојот одговор јас го дадов уште пред неколку недели, што се однесува за, би рекол, хистеријата која што се случува кај нашиот јужен сосед. Предпоставувам тој е дел од нивната предизборна кампања. Не очекувам талибански однос, цензурирање на елементарно човеково право, а се што е содржано во Преспанскиот договор и е дел од нашиот правен систем и уставен поредок, идната влада на ВМРО ДПМН тоа ќе го почитува. Вклучително, еве, и решенијата за пратеници кои што ги добивме со придавката содржана. Вклучително и предлог законот кој што денеска го доставувам е со придавката вклучена во него. Но моје човеково право, загарантирано со многу конвенции, е правото на слобода на изразување и говор. Јас не им се лутам на политичарите кога не го кажуваат целото и потполно име на нивната држава, туку едноставно крајот или дел од тоа име. За мене мојата татковина во секоја моја изјава е Македонија и ќе остане Македонија. Целокупната институционална комуникација, која што е дел од законите и уставот, ќе биде почитувана се додека тие закони и устав се во сила, онакви какви што се. Не можете да барате да се почитуваат законите, да владае правото, да спроведувате реформи, а од друга страна да сте лицемерни и да кажувате работи кои што не се вистините и не можете да ги спроведете. Но моите изјави, ова ќе биде името за мојата татковина, а тоа ќе биде Македонија. А на самитот во НАТО, ако се отвори тоа прашање, мојата порака ќе биде дека јас би сакал да градам мостови на соработка, на пријателство со нашите соседи, вклучително и со нашиот јужен сосед, источен, северен, западен. Македонскиот народ и граѓаните се миролюбиви луѓе, миролюбив народ, гостопримлив народ, така се однесувале. Очекувам така да се однесуваат и нашите соседи, да соработуваме и да негуваме добрососедски односи. Ке повторам, нити талибански имам намера да се однесувам, нити очекувам во 21. век талибанско однесување од било кој политичар.
и можеме не само таму, на било кој форум да отвориме дебата, па да видиме кој колку реализирал од Преспанскиот договор, иако не би сакал да го губам времето убедувајќи се со моите колеги кој колку реализирал, би сакал да зборуваме за инвестиции, за подобар стандард, за развој, за реформи. Тоа е она кое што го очекуваат граѓаните од нас и тоа е она за кое што граѓаните го дадоа својот глас. Во право господин Мицковски, нема зашто да мислам јужниот сосед да се нервозира Боро, толку дај едно кафе, се изнервирав се. Да, и за мене Боро пушти едно, шмркнавме. Вака сега, тоа талибанско однесување ќе го чини многу. А што ги вика грците талибанци? Да, талибанското однесување ќе го чини многу. За жал Тоа е- ќе ги чини и граѓаните, не само Тоа е првата работа. Второто, гледаш дека да не разговараме кој колку направил, извршил од договорот, да збориме за инвестиции за такви работи. Да. Да имаме, тон сака да имаме една плодна соработка со нашиот јужен сосед, северен, источен, западен, сите соседи, североисточен, југозападен и така што тие ги забореи. Тие полуосовините. Ти лажеше и ти не викаше ја ке си викам вака, него викаше јас ке го сменам името и Да. ќе го вратам Така нашето е. старо уставно име. Точно. И Ето, сега Не дека сега како ќе ме викаш, мајка ми ме вика, Така мајка ми е. ме вика Стеве. Стеве, да. И сега, ама Ја јас сум тоа Стевчо сакав Екимовски. Ај што не ме сменат у крштеница, Стеве Да. да ме викаат. Ама Така. ќе дојде утре делегација и Сега како ќе види, каже сега Македонија сведовме на тоа како ја ќе си ја викам државата. за подобро. А не како, не бе како ја ќе си ја викам на Галено. Да. На Галено он како ќе си ја Да. викал државата, демек нас толку ни е потребно он како ќе не вика Ама на он Галено. во кампања не викаше негалено како ќе ја Не, вика он државата. викаше дека ќе го вратат уставното име. Точно. Овде јас кога зборев дека тоа прашање е затворено, бидејќи ние имаме депониран договор во Обединети нации За жал. и дека ако го смениме ќе добиеме санкции, еви го сега бе ВМРО-вци, што тогаш ме плюкавте? Гледате што ви се случува. Вашиот председател не сме да гукне, не сме ни да помисли.